еден битен елемент во уставно-правниот поредок на Република Македонија, а тоа е мандатот на повеќе независни органи кои што постојат во Република Македонија. Имено, Уставниот суд на Република Македонија, односно членовите на Уставниот суд, се бираат со мандат од 9 години. Не од 4, од 9. Народниот првобранител се бира со мандат од 8 години, не со мандат од 4 години. Членовите на Судскиот совет се бираат со мандат од 6 години, не со мандат од 4 години. И јавниот обвинител на Република Македонија исто така се бира со мандат од 6 години, не со мандат од 4 години. Зошто уставниот поредок на Република Македонија ги има поставено овие 4 позиции во таков распоред, односно со такви долги мандати? Целта е секогаш мандатот на овие институции, односно на вршителите на функции во овие институции, да преклопуваат повеќе политички мандати, за да се обезбеди на тој начин независност во нивното работење и независност од моменталната политичка гарнитура или од промените во политичката гарнитура. Затоа Уставниот суд, членовите на Уставниот суд ги бираме на 9 години, Народниот првобранител на 8 години, членовите на Судскиот совет на 6 години и јавниот обвинител на 6 години. Секоја интенција, која што, да бидем искрени, досега се случувало, која што се случува пред време да се заврши мандат на било кој од носителите на овие јавни функции, при промена на распоред на сили во парламентот, односно при промена на распоред на коалиции во конкретниот случај, заради тоа што силите пак остана од прилика исти, се знае кој е победник, кој е губитник на овие избори. Секој обид за промена на носители на функции е класична политика. Не случајно Уставот предвидел подолги мандати. Разрешување на вршител на функција значи политичко замешување. Тоа е сега да фане мнозинството, заради тоа што има 62 пратеници, да смени и народен првобранител, и Уставен суд, и Судски совет, и сите вршители на други функции. Тоа е надвор од умот. Исто како што е надвор од умот идејата да се смени јавниот обвинител, заради тоа што Уставот него му дава право да преклопи 2 мандати, за да функционира и во такво и во вакво време. Но, очигледно е, никој не крие дека е гола политика, односно впрочем изјавата дека он треба да си даде оставка беше дадена од партиски штаб. Но битно е граѓаните да ги знаат овие елементи, за да на 15 октомври се испорачаат казната која што има да испорачаат.